Во независна Македонија, жителите на Кратово секогаш досега беа водени од градоначалник поддржан од Социјалистичката партија на Македонија, во која прв човек е Љубисав Иванов Дзинго. Меѓутоа, локалните избори кои се одржаа на 15 октомври донесоа изненадувачки пресврт во кој за прв пат победи човек кој дели различни ставови и ја доби поддршката на граѓаните. Луѓето кои ги сретнавме и со кои поразговаравме на оваа тема, насмеа велат полека паѓала империјата на Дзинго и контролата врз градот, бидејќи Кратово досега не мрднало од место. Требаше да биде овој програм, пошто Јептен на градо умре. 30 години, каква се мету иста ситуација, не е мрдното с прс. Младите се силујата стари, нормално, мрет и народо умре. Нима улици, нима фабрики, нима... Тоа е све клjuč за никаде. Зошто мислите дека се случи овие промени? После прв пат во независна Македонија? Незадоволство меѓу народ. Не, народ никад не е задоволен, било од која странка, увек е народо, се му фали нешто, А изминативе 25 години беа задоволни луѓето овде? Да, некој бил, некој не. Некој бил, некој не. Очекуваме нешто подобро. Моментално не е добро, значи, за Кратово. Значи, и угостителство, и трговија, све, значи, катастрофа. Луѓето го напуштаат градот, бегаат од градот. Значи, останаа уште многу малку луѓе во градот. Над 2 децении беа потребни за кратовчани да не го поддржат кандидатот кој што е поддржан всушност од Љубисав Иванов Дзинго. Овој пат на овие локални избори победи Љупчо Бојаджиев, човекот кој што беше поддржан од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и кој што ќе биде новиот градоначалник на Кратово, во кој што според последниот попис живеат над 6900 луѓе. Пред камерата на Нова Бојаджиев вели тој очекувал ваков резултат, пред се поради волјата за промени кај младите. Сега ќе биде претенциозно ако кажам дека очекував, дека реално очекував овој резултат и бројката ја очекував. Оптимистички. Се надевав на голем исчекор на овој изборен циклус. Затоа што расположението тоа го наговестуваше дека ќе се случи. Општото расположение кај народот. Младите има јасна порака, испорачена на овие избори, дека состојбите се страшни. Значи, перспективата е многу лоша за нивната иднина и заради тоа ми дадоа масовна поддршка младите. Испорачаа дека стојат сите млади зад мене на овие избори. Пораката беше цврста, кажувам дека ако ги изгубам овие избори, ќе масовно заминуваат од Кратово. Тоа ми даде надеж дека овие избори ќе ги добиеме и тоа со голема разлика. Еуфоријата за промените во Кратово се чувствува при секој разговор во чаршијата или кафулињата, а можеби затоа што граѓаните со промените очекуваат слободно да разговараат. Кратовчани зад камерите велат незамисливо било изборните плакати од партијата противник на Дзинго да стојат на бандерите. Главната причина е што народот прво може да уплашен, приврзан или не знам што зависен или така натаму, меѓутоа ова е голема промена и добра промена. Што очекувате вие? Кои се приоритетите за вас во овој град? Прво слобода. До сега немавте слобода? Па имаше слобода, ali не толку. А сега мислам дека ќе има поголема слобода. Може да кажеш, да се нашалиш с некој, да се насмееш, без да знае, без да те интересира партија или било што. И сега постои некој страв. Јавно да се каже тоа што се размислува. Луѓето со години го има тој страв. Кога доаѓа кај мене, тие истите луѓе, тие се мои потенцијални пациенти, сите. Имав голема можност да разговарам со нив. И тука се отвара. Судбини се кажува најразлични, страшни судбини има. Човечки судбини. Тоа во јавноста не може да го чуете. А во суштина има многу луѓе кои што имаат страшни искуства во тој поглед на кршење на нивните права, елементарни човечки права. Јавно и денеска нема да ви го кажат тоа. При нашата посета во градот стапивме во контакти со досегашниот градоначалник Мите Андоновски, кој на 15 октомври бараше 4ти мандат, но тој рече дека не чувствува должност да даде изјава за состојбата на градот кој го водеше 12 години. Меѓутоа за неговата работа разговаравме со новинарот Саши Ивановски, познат како политико, кој целата вина ја гледа во лидерот на партијата од која потекнува Андоновски, Дзинго. Најголемата енигма за нас кратовчани е како можеше градот да тоне и да умира
во моментите кога Дзинго беше најмоќен во државата. Тоа никој не може да се го објасни. Силекс уште во комунизмот ги загреба сите дуќани во градот, целото плодно земјиште, водоводот, базентот, стадионот, пазарот, значи нема во градот нешто што не е во сопственост на Дзинго. Бојаджиев вели токму импулсот во стопанството и иднината за младите предничат во неговиот мандат, во кој се обврзува дека нема повеќе место за шерифи во Кратово. Првите приоритети ќе бидат давање нов импулс на стопанството, нови капацитети кои што ќе ангажираат младите луѓе да останат дома. Овде оваа средина е монопол во секој поглед. Беше. Ја се надам дека таа структура ќе смениме, таа слика ќе биде многу поразлична. До сега инвестиции други освен Силекс немаш. Шерифите ќе ги нема. Значи и да постат некои со такви амбиции, нема да им дозволиме да дадат до израз. Се знае. Главната идеја беше на овие избори и мое мото беше да ги сплотиме луѓето со европски обележја, беше ќе даде нов импулс и на Кратово да се вклопи во таа агенда. Неодамнешните локални избори за офталмологот Бојаджиев представуваа втора шанса, откако доживеа неуспех на локалните избори во 2000 година. Поради историскиот пораз кој сега му го нанесе на Дзинго, очите на јавноста се вперени токму кон новиот татко на градот.